Текстилната и чавларската индустрија во источниот регион се во големи проблеми и тоа ги отвора вратите на новите инвестиции. Тука има квалификувани работници и добар кадар кој може работата добро да си ја заврши, изјави денеска премиерот Зоран Заев во Штип. И заради тоа потребата од квалификувана работна сила се повеќе и повеќе може да се најде во источниот регион кој што традиционално бил текстилен или кожарски. Второ, благодарение на градоначалници и министри имаме соодветни локации и во технолошко-индустријските развојни зони и во севкупните индустријски развојни зони, така да голем процент од новите странски и новите домашни инвестиции се развиваат насекаде во државата, но видливо во источниот регион. Од овие причини, изјави Заев, кон истокот гледаат големи инвестиции. 350-360 мегавати ќе се реализират на локацијата на порано предвидениот аеродром. Позади 3 чешми на локација од некои 10 милиони метри квадратни или 1 хектар ќе се реализираат веројатно до 450 мегавати фотонапонски централи, но истовремено на потегот Штип Радовиш веќе подпредседателот Битики разговара со турска компанија за над 170 мегавати фотонапонски централи. Прво ќе заокружи екологијата на целиот овој регион, но второ сите овие инвестиции ќе бидат изведени од домашни компании, ќе работат граѓани токму од овој регион. Во однос на евентуалните проблеми при машинското гласење на локалните избори, Заев е убеден дека се ќе биде според очекувањата. За нас како граѓани пред се, но и за владата, верувам и за опозицијата, мислам на целата опозиција, на сите во централната власт, е исклучително важно овој проект кој што за прв пат се спроведува во нашата земја да биде успешно спроведен. До сега немаме никаква информација за било каква загриженост. Верувам дека ќе завршиме успешно ваков процес. На новинарско прашање како го коментира остриот критичен став на председателот Стево Пендаровски во случаите Кичеец, Тетовска болница и некои други, Заев одговори политички мирно и со христијански манир. Почитуваниот председател Пендаровски беше советник за НАТО во мојот кабинет, но денеска е председател на сите граѓани на Република Северна Македонија и тоа што тој го соопштува, јас секој пат го чувствувам најдобро намерно, за да отстраниме одредени слабости, да учиме од одредени недостатоци во минатото, да се усовршуваме и да се подобруваме. Тоа е од неговиот избор наваму председател на сите граѓани.